Не само што таа е вистински експерт, префината дама дефинитивно кога стана збор за нарушено спиење, инсомнија и тоа како треба всушност нашиот циркаден ритам да го адаптираме конкретно кога се случува оваа промена на часовникот. Меѓутоа вистина е дама која што нема некој што не сака да има можеби до себе кога имаме некакви проблеми во животот. Многу ми интересно бидејќи таа сега сигурно ќе се посвети многу повеќе на возрастната популација, да ја прашам средновековната криза дали некој пат влие во нашата возраст со пореметување можеби на инсомнијата и сонот, ама како и да е, нашата Сања Ѓорѓева и доктор Гуднајт ни пристигна утрово на Телма во овие есенски денови, всушност кога многумина од нас не сакаме да станеме од топлите кревети. Како и да е, нашиот организам е програмиран всушност според тој внатрешен часовник, циркадниот ритам кој што ја следи светлината, температурата и циклусите на денот и на ноќта. Кога времето се менува дури и само за 1 час, телото вистина може да ја загуби својата природна рамнотежа. Ова особено се забележува кај чувствителни луѓе, лица со нарушено спиење, деца и повозрасни лица. Промената може да предизвика потешкоти за заспивање, замор, разрадливост, пониско ниво на концентрација, па дури и нарушување на расположението. Истражувањата покажуваат дека во првите неколку денови по самата промена се зголемува за жал бројот и на сообраќајни несреќи, срцеви удари и проблеми на наша ментална стабилност. Така што има и можеби и позитивна страна, нели, кога стана збор за зимско сметање на времето, утрата ни се малку посети, што може да влие поволно на расположението и на природното будење. Така што, Сања, спремни сме да учиме од тебе, исто како што нешто ми се допаѓа секој пат, кога особено да речеме луѓе кои што се еве како и во твоето мајсторство и занет, од себе поаѓаш, како ти сега, здраве Боже, на пати тредото, ќе се адаптира на тоа што мама кажува дома, па дури најблиското обкружување. И велам дека убаво да ти имаме некако метафорично кажано во джеп, да се јавиме кај доктор Гуднајт, па кога имаме проблем, вака да ги слушнеме советите, за оние кои што те пропуштија периодот. Денеска на подолго и на пошироко. На пошироко и подолго. Да, добро утро, добро ни дојде Сања. Добро утро, ви благодарам на прекрасната најава. Мислам секогаш ми е задоволство вака кога сум во ваше обкружување. Задоволството го страна. Ние споменавме зимско сметање на времето и веќе имавме долго време зад камерите да си направиме муабет за најразлични сегменти. Дебатата за тоа дали треба или не треба останува се уште отворена со оглед на тоа што ние се уште го задржуваме овој стар принцип на функционирање и го менуваме часовникот, но еве и пред малку Сирина споменавме дека некогаш во 90-тите, кога го немало тоа, поинаку функционирале луѓето. Конкретно, кој е твојот личен став, како тренер за спиење, некој кој што навистина го разбира феноменот сон, што тоа значи и колку има огромно влијание за психофизичкото здравје кај еден човек? Така е, порано немало промена на времето, на сметањето на времето. Сето тоа промената настанува, мислам дека околу Втората светска војна, кога се прави еден експеримент да се направи летно сметање на време, каде што за да бидеме изложени повеќе на дневна светлина во ноќните часови, за да се заштити на електрична енергија, а при тоа да се заштити и на заштеди и на грејење. Меѓутоа, со тек на годините се испоставило дека ниту се заштедува електрична енергија, едноставно нема, но сето тоа од друга страна одговара на економијата, бидејќи се работи до покасно, луѓето се до покасно излезени надвор, така што од економски причини променава на летно и зимско сметање, да, и се уште мислам дека и поради тоа и не се менува. Од друга страна, експертите за спиење низ целиот свет секоја година апелираат на тоа да се остави, да се унифицира едно сметање на време, бидејќи целата оваа промена, зимско и летно, иако е навидум еден час, кај нас во организмот навистина прави промени. Токму како што испомна Марко, циркадниот ритам е тој кој што не знае дека ние му го менуваме времето, така едноставно ние ќе ги промениме стрелките, но на нашето тело, на нашиот организам му треба време да се прилагоди. Луѓето кои немаат проблем со спиење, можеби нема да им треба многу време, 3 до 7 дена ќе им треба и на нив да се прилагодат, но децата, луѓето што имаат веќе проблеми со несоница хронична, со одредени болести, кај нив може да трае и месец дена целата таа промена, па дури и повеќе, да. Именно сега, интересно е што велиш по Втората светска војна, како повеќе даваме фокус и внимание на економијата, а помалку на она што значи човек. Пола здраво сон ми е, мислам, пола здравје ни е нам сон.
и сега даваме на тоа повеќе аплоз тука, нели? Економијата да ја заштитиме и така натаму, пред се самите се Па веројатно губиме во... последиците сега се гледаат после толку години да речам, па може би јас никако последниве години многу повеќе се зборува за спиењето. Да. И последните години многу финансии се издвојуваат за истражување на спиењето. Мислам дека последните 10 години настана бум во областа на спиењето, зборувам во светски рамки, каде што навистина многу истражувања, клиники се отворија и се гледаат последиците и се гледа на што се влијае кога ние не сме наспани и кога лошо спиеме. Меѓутоа, сепак економијата е двигателот нели на се. Кажи ми само кое беше прифатено, зимското или летното, кога било само едно? Зимското. И кое е подобро ако и Македонија го практикува? Да, вака зимското сметање на времето било од секогаш. Значи тоа е она природно, затоа и се вика. Да, си било природно време, летното е дојдено, летното е наметнато време. Во однос на организмот, во однос на телото, поприродно е зимското сметање на времето. Зошто е тоа така? Примери порано. Не било природно луѓето да седат до доцна навечер. Нели, сега се повеќе и повеќе ние сме излезени до доцна навечер. Порано се знаело пред многу години во колку саат се легнувало, во колку саат се гаселе светла, наутро почнувал денот во 5, во 6 најкасно и значи тоа било еден циклус во кој што функционирале луѓето, сега се е изменето. Меѓутоа летното сметање ако го задржиме, како што многу луѓе тоа го посакуваат и сега таа дилема ја имавме, зошто зимското да е нормално кога летното повеќе луѓето го сакаат, ама зошто не е добро, од кој аспект? Токму затоа го сакаме, затоа што ние сме изложени на повеќе на таа дневна светлина и сега ни се стемнува малце покасно, па тоа го чувствуваме. Меѓутоа, ако остане летното сметање на време, во декември и во јануари, кога е најкраток денот, во 7-8 часот ќе биде темница надвор, што значи дека 90% од населението веќе ќе се буди во темница и ќе почне да им функционира денот во темница. Првиот школски час ќе биде во темница. Тоа вака навиду може и ќе изгледа па ајде не е толку страшно, ќе помине еден месец, два, меѓутоа навистина прави големи последици во телото, се зголемува депресија, се страшни промени во расположение, бидејќи за ние да се разбудиме, за телото да почне да се разбуди, да му дадеме знак дека е будно, потребна ни е таа дневна светлина која што ни помага да го лачи хормонот серотонин, кој што е хормон на расположение, хормон кортизол кој ни помага да сме активни, едноставно да се разбудиме. Кога е темница надвор, телото му даваме знак дека треба да спие и му треба време за да се расони, така што можеби, не знам, вие сутринска во колку саат станувате. Како зборуваш, јас сакав да споделиме јас и Марко дека и ние и останатите колеги секако кога треба да одиме во 6 часот на работа, а е темно. Да. Дека навистина не ни се оди на работа и секако дека тоа има големо влијание. Бидејќи 5 часот и 30 минути практично престанати ние да речеме и веќе многу е поинаку кога е ден. Едноставно се бориш. Сега замислете во 5:30 вие да станете и да ви се раздени тек во 8. Сабај. Тоа ќе биде дополнително, зашто 5:30 ќе станете, секако е проблем. Се бориш, ама ајде за саат време почнува да се разденува и некако почнува телото да се прилагодуваш, така што многу е попроблематично. Имаше обид, не памтам точно да не кажам погрешна информација во која држава беше и каде, ама го направија обид за унифицирање, односно задржување на летно сметање на времето. Пред да се смени, пред да го направат, 90% од населението изгласа дека сакаат да се задржи летното сметање на времето. И ги послуша и нормално уште во февруари го променија повторно. Да, се вратија бидејќи не можеа да го додржат тоа. Ние се уште не сме ни свесни кои се последици ќе ги почувствуваме доколку тоа се случи. Многу интересно дека зад камери кажа, вистина си една од ретките кај нас, можеби единствена, можеби и на Балканот пред 10 години кога влезе на оваа тема, можеби те прашале мал милион луѓе, што те потикна да влезеш и да работиш на мајсторството експерт тренер за спиење? Пред некаде 11 години, мислам дека беше, со маж ми заедно основавме фирма. Некако ние секогаш сме збореле за спиењето. Фирмата беше, основавме фирма за истражување за спиењето, за производи кои што го потпомагаат спиењето. Како што останав бремена со првото дете, имавме пријатели кои што се од Америка, живеат овде во Македонија со 4 деца, нивните деца им легнуваа од 7 до 7, заспиваа без проблем.
Жената секогаш ми викаше: "Вие македонките раѓате едно-две деца затоа што не знаете ред да си ставите." И ви се будат Сака многу да кажеш, често. полесно е со 4-5 кога има ред. Кога има ред дека си легнуваат. И така она ме воведе, тој се што она ме запозна со, она ми подари една книга и ме запозна со тоа, со тренери за спиење, со тој термин, со дека навистина постои нешто кога ќе си поставиш ред. Така со истражувања дојдов до америчката школа во која што се запишав. И мислам дека од моментот кога почнав да работам прво со моето дете, како мислам, ти се менува животот, бидејќи имаш ред, имаш колку и да е хаотичен денот, кога знаеш дека ноќта ти е добра, проспана, без чести будења, навистина многу помага. Така што така се започна и како почнав да работам со клиенти, кога ги видов бенефитите кај нив што ги допринесува целата работа. Овде се чувствам безбедна. Тогаш што би кажала за безредието кое што владее во Македонија? Еве и прималку споделувавме најразлични примери, значи многу често можеме да видиме и млади луѓе кај кои што навистина е од клучно значење добриот сон. Значи родителите многу често се соочуваат со ситуации во кои што не можат да ги разбудат децата за на училиште, а од друга страна навечер не можат да ги легнат. И тоа е навистина едно безредие кое што понатака можеби на долги стази ќе носи нови последици. Кој е твојот став со оглед на тоа што веќе десетина години си во оваа проблематика и веќе има луѓе кои што ги менуваат навиките, но сепак ќе се согласиш, предпоставувам дека во глобал или грото од населението функционира така како што можеби и не треба или не е правилно. Или не обрнува толку многу внимание на квалитетот на сонот колку е важен за целокупното функционирање. Дефинитивно, се уште е кај нас до некаде табу тема и еве благодарение на емисии вака како вашите се крева свеста, изборуваме за тоа, меѓутоа согласувам дека многу повеќе владее безредието отколку родители кои што ставаат ред, па и не само родители и возрастни индивидуи кои што сакаат да си го решат проблемот со спиењето и даваат приоритет на спиењето. Од искуство, лично, но и од искуство со клиентите со кои што работам, ќе кажам дека многу е полесно да функционираат во ред отколку во безредието. Некако кога луѓето ќе живеат во тоа безредие, нели се легнува во различно време, едва стануваме наутро, навикнати се и изговорот е цело време па не можам јас да го легнам детето порано, па имаме ние обврски до покасно. Меѓутоа кога ќе се направи малце поразличен ред, кога ќе се стави малку приоритет на спиењето, навистина многу полесно функционира цела фамилија. Многу е подобро за сите. Дебатиравме пред некој ден со мои пријатели околу темата, нели, пола живот ќе ми отиде во сон. Нели, викам добро, тоа е сега. Да, има луѓе кои што едноставно се бунтуваат на моментот дека многу од животот го посветуваме нели на сонот, тоа е нели повеќе од пола здравје. Мислам, прашате спортистки ви каже, нели бидејќи тие најчесто ги имаат тие дисциплина и ред, тие своји некои закони на кои што се потпираат, ќе кажат дека 9-10 часа дневно спијат, затоа што мора за да ги покажат талентите на сцена, тоа е единствениот можеби нели добар мотор кај што треба да се наполни. И дебатираме на оваа тема и се бунтуваат и од тие причини некој пат нели си го пореметуваат истиот момент. Многу интересно дека во твојот случај, почнувајќи да работиш на оваа теза, дека мала отстапка си направила оваа година и тоа отстапка од половина час кај твоите дечиња. Би сакал само да нели споменеме таа приказна. Говорејќи на оваа тема со моите пријатели, јас велам дека ако еве пред некој ден бидејќи легнав некаде околу 1 часот по полноќ, се разбудив можеби на кај 9-10, меѓутоа јас не бев одморен, затоа што рем фазата вистинската, дали тоа вистина дека од 10 до 2 наутро, тоа се тие 4 часа каде што човек вистина треба да ги има квалитетните часови за спиење. Да, но би рекла дека и после 2, затоа што од 10 до 2 часот сме во нанрем фазата, во третата фаза од спиењето, тоа е длабоката фаза во која што се регенерираат мускулите, се обновува телото. Од 10 до 2 часа. Да кажам во првата половина во текот на ноќта поминуваме во длабока фаза на спиење која што е исклучително важна. Тука се лачи хормон за раст и развој, кога сме болни тука заздравува телото, значи многу битна. Ако е таа нарушена или ако легнеме покасно, ја кратиме таа. Но наутро, како што се доближуваме до утрото, се зголемува рем фазата, која што е фаза на активно спиење, односно тогаш мозокот, тоа е развој на мозокот. Концентрација, меморија, емоциите, нели кога се односно складирање на сите емоции, подобрување на емоциите, на реакциите и така натаму, тоа се случува во втората половина од текот на ноќта. Така што ако се будиме па многу рано, а сме легнале покасно, на еден начин не поминуваме доволно време во двете
двете фази. Длабоката фаза ја нема веќе во втората половина од текот на ноќта, таму е присутна она REM фаза, активно спиење, каде што ние спиеме, телото е парализирано, но мозокот е толку активен исто како на многу слична активност како кога сме сега, будни. Вистина. Да, и тука уствари настанува меморија, се зголемува концентрација, емоциите, како што напоменав, и многу луѓе кои што ја кратат оваа фаза имаат проблем во текот на денот. Да се сосредоточат на работните активности генерално. Мозокот, нели, со мозокот си функционира, да, мозокот не е мозокот одморен и имаме проблем секаде. Така што спиењето е од исклучителна важност за здравието и многу луѓе кои што се често болни, ќе внимаваат на здрава храна, можеби физичка активност кои што се исклучително важни. Сите тие три работи се елементи, да. Но сонот е, како што и самиот напомена, пола здравје, дефинитивно. Пола здравје, и видам како може да се бунтуваме. Мислам дека и моментот на тоа што сега ги имаме сите тие паметни уреди околу нас, од секој аспект, нели, дистракција, минута за минута, практично ќе видиме дека поминал час и веќе ние нели еден час сме скратили од нашето време на спиење. Најидеалното време за спиење и колку часа, што е она закони ред? Од 7 до 9 часа станува правилото? Најидеално време, да, од 8 часа сон, квантитет, но и квалитетен. Што значи квалитетен? Да заспиеме лесно. Ако се разбудиме во текот на ноќта, можеме лесно да презаспиеме. Тие се 8 часа. 7 часа и некој да кажам пак во ред, значи не можеме да кажеме дека е нарушен сонот на 7 часа. Се извинувам, в 6 часа веќе е некој минимум каде што сепак постојат веќе најновите истражувања покажуваат дека сепак е малце и со можеби одредено време ќе функционираме со 6 часа, но како поминуваат годините, ќе си бара дополнување на истото. Така што 7 до 8 часа е она време каде што секој возрастен би требало да се потруди да ги одспие. Сега во колку часот да легнуваат зависи индивидуално најмногу од обврските на индивидуат. Во случајот кај тебе во семејството, дечињата твои Дечињата мои кај мене спијат 9 до 10 часа, затоа што кај толку мали деца во школска возраст, дури и кај тинејџери на 18 години возраст се препорачува 9 до 10 часа спиење, што многу ретко кој тинејџер спие 10 часа, што значи дека ако стане, нели, треба да станат во 7, треба во 9 да легнат, тој не знам дали имаме такви тинејџери. Меѓутоа, да, кај мене легнуваат од прилика сега веќе околу 9, до лани легнувањето беше 8-8,5, сега оваа година се 9. 9,5 ептена кои имаат некој ден многу активности, ама и она сум 9,5 веќе ме фаќа мене нервоза. Да, затоа што знам дека едва ќе се разбудат наутро и ги знам последиците што се на вистина им е потребен тој сон и јас, еве, и како тренер за спиење и како мајка, не можам да разберам што ќе прави едно дете кое е будно од 7 часот до 10 часот навечер. Тоа време од 9 до 10 навистина е тотално непотребно за нив, непродуктивно за нив, само се зголемува нервоза кај сите. Апсолутно не, апсолутно не. Сања, ние споменавме дека таа нагла промена на биоритмот која што веќе ја чувствуваме или дел од граѓаните ја чувствуваат и тоа како влијае на сонот, меѓутоа влијае генерално на здравјето. Која категорија на луѓе, можеби ви од твоето искуство, бидејќи велиш дека наскоро сакаш да се сертифицираш и за возрастни, односно веќе ја знаеш филозофијата на сонот и што тоа значи, која категорија на луѓе ќе биде можеби најзасегната од оваа промена која што имавме викендов? Луѓе кои што веќе имаат проблем со спиењето, кои страдаат од несоница, но и луѓе во малце подот снежните години, во смисла после 60-та година, каде што веќе самата архитектура на спиење, кога ќе направиме споредба помеѓу архитектура на спиење на дете, на млади луѓе и на возрастни, има голема разлика. Како што спомнав преска, ние нели во првата половина поминуваме подолго време во длабоката фаза, кај возрастните веќе на над 60 години, таа длабока фаза се крати, многу е скратена и се повеќе е фазата, REM фазата, која што ја спомнав, бидејќи таа е лесна фаза, многу лесно можеме да се разбудиме од неа. Меѓутоа фазите се малце поразлични веќе на 60-та година, кај нив секоја промена прави дополнителен проблем и дополнително им е потешко, особено луѓе кои што се уште одат на работа и не се во пензија, навистина им е проблем овие промени да се навикнат. Кај децата од друга страна, бидејќи ние ајде како возрастни ќе се потрудиме некако да лежиме во кревет уште саат време, ајде рано ние да станеме, но кај дечињата не, они ќе си се разбудат, ако станувало детето во 6, сега поново ќе си се буди во 5 и тоа ќе трае можеби и 2 недели. Што вели
Тања, доктор Гуднајт и другите експерти и тренери за спиење за малите сиести, кои што некој пат велат се добро дојдени некој пат од половина час во текот на денот. Апсолутно Ги препорачуваш? Да, дефинитивно. И за возрастните? Да, за возрастните половина час, да, но не повеќе од половина час, бидејќи ако сме повеќе од половина час, тоа значи дека веќе влегуваме во фаза на спиење, во длабока фаза на спиење која не се препорачува во текот на денот, бидејќи кога ќе се разбудиме, прво може да се почувствуваме малце помамурни, зашеметени на некаде. Така би рекла. Да, баш така. Ориентација на просторот имаш. Да, или од друга страна тоа после може да ни направи проблем со заспивањето навечер, да ни го пролонгира. А сепак обврските на сите горе-доле секој ден ни се исти, па повторно ќе мора порано да станеме наутро и тука да ни се направи мало нарушување на спиењето. Значи пладневните дремки и сиести од половина час се корисни за луѓе кои што можеби сакаат малку да дополнат. Да, дефинитивно. За луѓе кои што стануваат рано наутро, кои што имаат малце потака динамична работа, 30 на минути, најубаво е во затемнета просторија, во тивка атмосфера, да му се направи атмосфера на телото за спиење, да се стави аларм на 35-40 минути, затоа што нема одма да заспиеме, но и да не заспиеме во тие 30 минути, самото лежење во таа просторија со замижени очи, без електронски уреди, без ништо околу нас, мој одмор на мозокот кој што му е потребен и навистина функционира. Да. Нас во овој термин не гледаат и младите мајки, иако за тоа можеби малку повеќе советуваше во 0M+, кај нашата Марија, сепак би сакала уште еднаш да го дадеме советот, заради тоа што велиш ако децата станувале во 6 часот, сега природно ќе им биде да стануваат во 5. Тоа е дополнителен терет и за родителите кои што имаат дополнително обврски во текот на денот и треба да го издржат тоа цело темпо, но и како постепено децата да се вратат во нормално функционирање. Кој е советот? Најдобро беше малце предходно, да ги поднавикнат, да ги барем минимум недела дена предходно, да ги поднавикнуваат со 15 минути покасно легнување, 15 минути по касно станување. Но сега веќе сме дојдени, ако немаат некои обврски мајките, ако не се на работа се уште, повторно може тоа да го направат по 15-30 минути секоја вечер и тоест секоја дремка, секоја јадење, се во текот на денот да се поместува 15-30 минути за циркадниот ритам да почнеме да го навикнуваме дека малце покасно ги извршуваме сите активности и за да почнат повеќе да се будат покасно. Во принцип, ако до сега не им се променил ритмот, може да се случи 2 недели да им е потребно, односно децата им требаат отприлика 2 недели за да се вратат на новиот ритам, едноставно да си дадат време и на себе и на детето и да знаат дека е фаза која што ќе помине, па следната промена да ја направат навремено. Споменати на почетокот дека некои луѓе ќе им треба малку повеќе време за да се адаптираат на циркадниот ритам и генерално на оваа промена на часовникот, и велиш ти особено ги нотираме хронично луѓето кои што се со некакво заболување или пак со хронична инсомнија. Меѓутоа има па некои луѓе како да не го забележуваат овој, од што се должи тоа, Сања? Оваа промена, тоа е само еден ден кај нив и потоа веднаш се враќаат на се адаптираат. Да. Тоа е најчесто луѓе кои што јонака немале проблем со спиење и факт е дека имаме, мислам, не секој човек има проблем со спиење, и факт е дека има луѓе кои што се навистина многу прилагодливи на секаква промена, на временска промена, одмори, патување и така натаму, така што дај Боже да сме сите такви. Меѓутоа тоа е повеќе карактер, темперамент, но и организам, самиот организам како ќе ги прифати сите тие работи, и тука нема некое правило како сите да бидеме такви. Јасно. Што се однесува, да речеме, до оние совети. Сега сме само еден ден од промената на часовникот. Што би биле советите? Убаво кажа ти некој час и половина, 2, јас ти кажа, претпоставам дека секој од нас користи методи на некаква медитација своја, на некои етерични масла ќе си пушти, музика со некои фреквенции, читањето, рековме, на книга која што барем мене ми е стимул за заспивање. Кој би бил најдобриот совет, онака баш да го прифатиме, да не биде само да бидеме ригидни, ајде сега ќе си најдам јас начин и ред. Најсоодветно нешто што ти секој пат го пакуваш за твоите клиенти, им го кажуваш, ова треба да го направите. Најлесно според мене што може да го направи секој од нив, да си направат свое време на легнување и на будење секој ден да биде исти. И да нема отстапки. И да нема отстапки. Викенди може да направиме отстапка до саат време, максимум, ништо повише од саат време. Сега за време на промената на времето, бидејќи секој
отприлика првите неколку дена ќе бидеме малце попоспани, поуморни, доколку е возможно малце да ги намалат, во смисла активностите, да си дадат време за одмор, за релаксација. Извини, сигурно има влијание и времево дожд. облаци, сивило. Така, дополнително. Тоа дополнително има и научни истражувања и за тоа и докажување зошто врнежливото време влијае дополнително, така што да, овие денови сега и дополнително. Особено па луѓе кои што се будат и со мигрена, мислам во радиотински часови. Па самото тоа што кога е облачно надвор, намалена ни е дневната светлина. А дневната светлина го лачи хормонот серотонин. Така да, дури и кога има промена на време, нашите препораки се излезете на дневна светлина, за да се направи оној циркаден ритам, да се регулира побрзо, но сега со времето, токму поради тоа сме малце можеби попоспани. Мелахолија. Да. Самата температура, како што испомна Марко преска, нели убаво ти да спиеш во ладна просторија. Не постои подобро. Сега кога е поладно, врнежливо, самото капење на дождот и психолошки ефект има, каде што нели не потсеќа на мир, на спокојна топлина. Така да сето тоа влие дополнително да сакаме уште повеќе да спиеме. Имено, интересно дека во светот добива експанзија и значење овој твој занет, кој што велиш кај нас се уште можеби така го прифаќаат. На добар пат. На добар пат е дека, ни кажи ти зад камери дека се обучува некој подмладок за кој што ќе ни информира здравје Боже. Меѓутоа, се уште не можеме да сватаме ви покрај тоа што ви излегувате, јавно говорите ревносно да се сподели дека зимското сметање на времето е најсоодветно можеби нели за човечкиот биолошки часовник. Сепак голем дел од економиите во светот нели сака да го имаат летното сметање времето и повторно како да го дискредитираат и девалвираат тоа што вие постоите и кажувате како експерти дека тоа не е во ред. Јас би рекла дека не само за оваа тема, за многу теми е тоа така. За многу теми и никако, за жал, мислам дека здравието на луѓето е во втор план кога ќе го споредиме со економија и со придобивките од економијата. Така што да беше здравието во прв план, многу работи ќе беа променети. Мислам, не е само спиењето, еве и аерозагадувањето кое што сега ќе ни дојде за многу брзо, тоест и веќе нели и патевме од сите пожари и така натаму. Така што ќе си има последици, но секогаш тоа е ставено во втор план. Мислам дека интересот име на други полиња повеќе. Би сакала да те прашам и околу, еве, се спомена нели во 0N+, кај нашата Марија говореше посебено за дечињата и сега ни интересира. Легуваме ние во фаза едно второ полувреме со Цеци Многумина, дали и која возраст можеби, дали таа средновековна криза, нели, што значи некои посебни промени кај нас, нели, како да сакаме да живееме ново тинејџерство, веројатно се случува нели да биеме некако нели да си дадеме простор дека можеме се вратиме како во младоста, па дури да го скусиме и сонот и така натаму. Има ли некоја одредена возраст која што кога се прави анализа и анкета во светски рамки е посебно сензитивно да речеме на сонот? Дали 40-та, 50-та, која би била да речеме најкритична да речеме за луѓето? Околу 40-та, би рекла, токму поради ова што... Кај ова, го имаме сега уште тоа, затоа прашувам. Да, токму поради тоа што го напомена, кај таа средновековна криза, а кај жените измеѓу 40 и 50 година, кога почнува веќе менопауза, тука се нарушува сонот, промена на хормони и кај едните и кај другите, значи сите тие промени, хормонални промени, прават промена во спиењето, ги нарушуваат фазите на спиењето, ги нарушуваат рем фазите, а за рем фазите да бидат одржани како што треба, на нас ни треба еден хормонален баланс. Се знае кога се лачи мелатонин, кога се лачи кортизол, и сега сите тие промени го прават тоа. После веќе 60-та година има промена на архитектурата на спиење, но јас пак би рекла... Стабилизирање постои по 60-та некоја? Ти спомена, можеби скусено е сето тоа? Скусено е, но има стабилизирање, зборувам кај луѓето кои што си одржуваат ред на спиење и си ја запазуваат хигиената на спиење, бидејќи луѓето, особено кои што се во пензија, верувам, нели, баби, дедовци, знаеме сите дека станувале многу рано. Во 5 сат веќе беа станати, не им се спиеше, меѓутоа добро е кај нив да легнат порано, за да се запази тоа време на спиење колку што е подобро. Така што со сите промени, дефинитивно спиењето не е еднолично и цело време да не прати еден исти циркаден ритам во текот на сите фази на животот. За жал, така ќе беше полесно, но навистина има промени само по себе и сега ние ако ставиме приоритет на спиењето, ако направиме здрави навики на спиење уште од млади,
многу подобар ќе биде сонот понатаму. Има истражувања кои што и тоа го докажуваат. Дури и за децата кои што имале подобар сон како деца, бебиња, деца, самите тие навики потоа си се пролонгираат во текот на животот, односно квалитетот на сонот е многу подобар отколку кај луѓе кои што воопшто никогаш не внимавале. Има луѓе кои што ќе кажат немам проблем јас и 5 сати да спијам, немам проблем јас и на земја да спијам било каде. И фактот во одредени ситуации дека тоа е така, но не значи дека ќе остане, особено кога ќе настанат овие промени во спиењето сами по себе, сите ќе го осетиме тој недостаток. Именно, зашто велиме дека некој пат на сред село кога заминуваме и кога сме во тој амбиент со луѓе кои што живеат во таква селска идила, тие практично го почитуваат, сакаш не ги гледаат можеби експертите за тренери, ама го знаат часовникот однатре. Работат постојано на терен во земјоделието. Го почитуваат времето на изгревање и зојање на сонцето и тоа е тоа. Дефинитивно. И затоа велам дека и сината светлина, ескейпизмот мора да го направиме од екраните и мобилните телефони. Тоа е веројатно нека друга тема која што дополнително ќе отвориме, ама факт е дека има огромно негативно влијание за Самиот стил на живот, нашиот стил на живот има многу големо негативно влијание врз спиењето. Сината светлина од телефоните, од телевизорот, од екраните, значи дополнително влијае и негативно на лачењето на мелатонинот кој што не ни дозволува да спиеме. Така што како што ги спомна луѓето на село што живеат реално они имаат одлични навики на спиење и кај нив се многу поздрави. Ама тоа е поради тоа што заспиваат на време, но и во текот на денот поголем дел од денот се изложени на дневна светлина која што е исклучително важна за функционирањето наше. Именно кажавме што повеќе трендот е во сите наши, дали во бањите, во спалните соби да имаме некакви гаджети, да имаме Siri која што ќе ни го запали телевизорот. Мислам, обседнати сме со технологија, практично многу едноставно можеме да го минимализираме сето тоа и да имаме многу квалитетен сон, бидејќи рековме тоа е и пола здравје и пола живот. Се надевам дека ќе се мултиплицирате во идна, можеби како експерти, многу повеќе ќе правите, што се вели ајде унифицира на англиски awareness или кога ќе биде алармот за многу освестување, дека вистина заслужува човек да си земе одишка и прибежите се најде во сонот. Практично секој пат имунитетот ни страда баш во тој период кога гледаме дека имаме нарушен сон. Јас би рекла дека општо како нација, како луѓе ќе бидеме многу подобри ако сите спиеме подобро. Бидејќи прво трпението е многу поголемо, во секој аспект здравието е подобро, едноставно одморен човек е друг човек. Апсолутно. Секој имаш расположение поинако. Сања, ти благодариме за сите овие убави совети. Секој пат одлично да ти имаме во студио. Благодарам на вас, навистина. Секогаш ми е задоволство вака. Се надам дека гледачите ужива и дека ќе променат некои работи, затоа што навистина сонот е од клучно значење. А јас и ти како и многу кога влегуваме веќе во 40-тата, убаво е да се кога веќе спомена следовечна криза, малку ме плашиш, ама далеку сме од тоа. Што е со не, затоа Сања го имаме телефонски број, секој пат тука ќе биде таа на помош.